Диригент без да си го праша оркестарот. Владата донела скандалозна одлука за одземање на просториите на Комисијата за борба против дискриминација и нивно отстапување на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Дислоцирањето на комисијата се правело без воопшто да се консултираат членовите, а за скандалот да биде уште поголем, тие не добиле никакво известување дека треба да ги напуштат просториите, и тоа во рок од 8 дена откако била донесена одлуката. Ова според поранешната председателка на комисијата е преседан. Весна Бендевска посочува оти токму тие простории биле доделени на трајно користење поради независноста која комисијата мора да ја има. Разбравме од кога двајца представници од агенцијата дојде и прашаа докаде сте со солидбата. Не можевме да веруваме што слушаме. Директорот на службата за општи и заеднички работи на владата предложил овие простории кои ги користи комисијата да бидат дадени на користење на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Предпоставувам дека оној што ја водел седницата, иако во службен весник, стои својрачен потпис на претседателот на владата Димитар Ковачевски. Ваквата одлука отвора прашања и дилеми. Дали владата сака да им одржи некаква лекција на идните членови со оглед на тоа дека одземањето на просториите се случува во време кога завршува мандатот на актуелниот состав, или пак комисијата боди очи со тоа што не ги премолчува скандалите кои ги прават членови на власта. Ако е грев да се спроведува закон кој е во сила и е дел од нашиот правен систем, тоа е законот за спречување и заштита од дискриминација, комисијата е создадена во рамките согласно одредбите на тој закон и работи досега во рамките на своите законски надлежности. Би било погубно доколку одлуките кои се засноваат на законски надлежности се причина за ваков удар. Бендевска открива дека на средба помеѓу владини представници и раководството на комисијата било понудено да им се дадат простории на 10-тиот кат во зградата на Македонската радиотелевизија, што ќе се одрази на независноста на комисијата. Оти во истата зграда има канцеларии од неколку министерства. Неофицијално им ветиле оти одлуката ќе биде stornirana, но досега за такво нешто нема известување. Алфа праша во владата зошто е одлучено да се дислоцираат просториите и каде ќе работи комисијата, но од Илинденска молк. Инак, Комисијата за дискриминација прва реагираше за одлуките за контроверзните имиња на бугарските клубови. Најавија и тужба против Министерството за образование за недостатокот на учебници и е институција која заедно со антикорупцијска доби највисока оценка во извештајот на Европската комисија.